Жртвите молчат. Возрастните околу нив не секогаш препознаваат дека нешто се случува. Клучна е превенцијата, кога децата си ги знаат своите права, а возрастните знаат како да реагираат и каде да пријават. Сексуалното насилство врз деца се појавува во многу форми, но ретко кој го пријавува, констатираат надлежните. На сексуално насилство, што вклучува и сексуална злоупотреба, детска порнографија, сексуална експлоатација, онлайн злоупотреба или кротење или вознемирување од неговите врсници. И во повеќето случаи сторителот е некој што му е познат на детето или дури лице на кое што тоа дете му верува. Едно од 5 деца во Европа е жртва на некаков вид облик на сексуално насилство, предупредуваат статистиките на Советот на Европа. Зад овие бројки стојат деца, кои често молчат од страв, срам или затоа што не знаат каде да се обратат. Иако проблемот е широко распространет по европските земји, во Македонија досега не е поднесена ниту една представка до Комисијата за спречување и заштита од дискриминација за сексуално вознемирување на деца. Нема комисијата до сега пријави поднос на сексуално вознемирување и сексуално насилство. Мислам дека е се уште ниска свесност и дека постои страф од пријавување, но постои незнаење можеби што означува сексуалното вознемирување и како да се препознава. Од комисијата велат дека тоа не значи дека нема случај, туку дека децата и родителите се уште немаат доволно свест за препознавање на сексуалното вознемирување, ниту пак доверба дека институциите ќе реагираат соодветно. Народниот правобранител постојано укажува дека децата жртви на насилство често се соочуваат со двојна траума. Од самото насилство и од нечувствителниот институционален одговор. По Светскиот ден за превенцијата од сексуална експлоатација, злоупотреба и насилство врз деца, започна и националната кампања 1 од 5 Стоп за сексуалното насилство врз деца.